учесници на Школата за политики, поштовани представници на Програмскиот совет, исто така, ми представува задоволство и чест да ве поздравам на отварањето на Школата за политики при Председателскиот центар за политичко образование за 2022 година. Особено ми е драго што сме во можност уште од овој прв модул за втората генерација на учесници на школата да ги организираме предвидените активности со физичко присуство на различни места во нашата држава. Да се надеваме дека почнувајќи од овој модул во Велес па се до крајот на школата ќе бидеме во можност да ги организираме сите преостанати средби со физичко присуство, со што ќе се исполни една од основните цели на школата, тоа е диалог за сите важни прашања меѓу учесниците и нашите предавачи и обучувачи, но и градење на лични и професионални контакти меѓу вас. Минатата година во особено тешки здравствени околности успеавме да организираме првата школа, а реакциите од учесниците ни потврдуваат дека заеднички ги постигнавме нашите основни цели. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам за искрената поддршка и соработка со нашите партнерски организации, Фондацијата Фридрих Еберт, Фондацијата за демократија на Вестминстер, Фондацијата Конрад Аденауер, Националниот демократски институт за меѓународни работи, Меѓународниот републикански институт и Фондацијата Македонија 2025. Од оваа година, како партнер на Школата за политики, се придружи и регионалната канцеларија за младинска соработка РИКО, која е еден од најзначајните резултати на Берлинскиот процес, кој јас во изминатите пар години прилично го поддржам и го афирмирам во сите мои јавни настапи. Како што истакнав и на отварањето на минатогодишната школа, составот на учесниците ги одразува клучните цели на мојата политика или на моите политики. Тие се потребата да изградиме солидарно и инклузивно општество, да го поттикнеме политичкиот и општествениот диалог преку надминување на поделбите и секогаш да ја промовираме мултикултурноста како клучна алка на поврзување меѓу граѓаните. Во таа насока уверен сум дека учесниците во втората генерација на школата ќе имаат исклучителна прилика не само да ги надградат своите знаења и способности, туку и да се поврзат и да изградат контакти кои ќе влијаат врз вашиот натамошен личен и професионален развој. Во однос на темите што ќе бидат обработени, повторно фокусот ќе биде на стратешките, но и на актуелните прашања за нашата држава и општество, како што се демократијата и човековите права, функционирањето на правната држава и борбата против корупцијата, социоекономскиот развој, НАТО и безбедносните предизвици во светло на актуелните случувања, интеграцијата во Европската унија, но и младинските политики, правата на маргинализираните заедници и веќе споменатите политики во делот на регионалната соработка. Почнувајќи од овој модул, предавачи покрај истакнати домашни стручњаци и политичари ќе бидат и експерти и политичари од странство, пред се од Велика Британија, Германија и Соединетите Американски држави. Учеството на предавачите од странство, претежно поради здравствената ситуација ќе биде онлайн, но тоа нема да го намали квалитетот на нивните презентации и заедничката дискусија. На сите предавачи од државата и од странство би сакал однапред да им се заблагодарам за поддршката и за соработката. Драги учесници на школата, живееме во време на предизвици и настани што се одвиваат со навистина голема брзина и го надминуваат нашето искуство за справување со кризи стекнато во изминатите децении. Веќе 2 години се справуваме со пандемијата која одзеде милиони животи во светот, а борбата со болеста за жал ја изгубија и близу 10.000 наши граѓани. Не помалку тешки се и социоекономските последици од здравствената криза, пред се растечките трошоци на живот, јавното задолжување и заканувачката сиромаштија. На истокот од нашиот континент, кога бевме уверени дека агресивните војни во Европа се скоро незамисливи, се соочуваме со класична агресија на една суверена држава врз друга суверена држава, постојана членка на Советот за безбедност, кој има мандат, Советот за безбедност има мандат да го одржува меѓународниот мир и безбедност. Ова војна е спротивна на целокупниот меѓународен правен и политички поредок и отвара многу прашања за иднината на меѓународната заедница. Во Украина секојдневно гинат цивили, неселективно се гранатираат објекти и инфраструктура, а бројот на бегалците најголем после ужасите од Втората светска војна. Сликите што ги гледаме од Украина
не враќаат во мрачното, минато на тоталитарниот свет и се спротивни на се во што верувавме и се боревме по крајот на студената војна. Дополнително, економската криза, што сите ја чувствуваме, доправа надоаѓа, ќе го забави развојот на сите држави, а особено на ранливите, каде што спаѓаме и ние, и нашата држава. Во вакви околности на радикализација на политиката се создаваат услови за зајакнување на автократските и антидемократските тенденции во нашите општества, а особено во транзиционите демократии. Податоците од последните испитувања на јавното мислење за овие прашања, особено кај младата популација, се повеќе од загрижувачки. Токму затоа и мојата иницијатива за основање на председателскиот центар и школата за политики како негова централна активност се во насока на поддршка на демократијата како систем на општествено уредување на која за да преживее и да се развива и се потребни демократи. Токму со таа цел, следната недела организираме конференција за вклучување на политичкото образование во формалниот образовен систем, со цел да го промовираме образованието за демократијата во нашите училишта и да им помогнеме на нашите ученици да се спротивстават, да научат да се спротивставуваат, а претходно се разбира да ги препознаваат авторитарните идеологии. На крајот дозволете да ви посакам успешен почеток на школата, да ја поттикнам активно да се вклучувате во дискусиите и активностите како најдобар начин за градење консензус за најважните прашања за нашите граѓани и за нашата држава. Благодарам.